Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Во сообраќајот постојат правила. Постојат знаци, семафори, ленти и приоритети. И граници што не смеат да се преминат. Една од тие граници, црвена, недвосмислена и опасна, е користењето мобилен телефон додека се учествува во сообраќај. Не станува збор само за возачите. Во оваа приказна влегуваат сите: пешаци, велосипедисти, управувачи на електрични тротинети, моторџии. Колку е доволно за несреќа? Една секунда. Доволно е една порака, една нотификација, еден поглед кон екранот и животот може да се промени за секогаш. Во сообраќајот мобилниот не е играчка, како велат старите, од играчка плачка. Според истражувањата, возач што користи мобилен телефон има 4 пати поголема веројатност да направи сообраќајна несреќа. Тоа е исто како да возите под дејство на алкохол. Но, за разлика од алкохолот, мобилниот не се чувствува. Тивко, речиси невидливо, ви го одзема вниманието. И затоа е уште поопасен. Во Германија, ако ве затекнат со мобилен додека возите, 100 евра казна и еден негативен бод во системот. Во Холандија, таму не се шегуваат. Казната е 430 евра. А кај нас казната е 40 евра, но и ако ја платиш во рок од 7 дена, имаш 50% попуст. Се уште се дебатира дали е во ред пешак да преминува преку улица додека гледа TikTok. Велосипедистите со телефони во рака или со слушалки на ушите се движат како зомбиња. Моторџиите брзаат, додека куцаат порака, а возачите со една рака на воланот, а во другата телефонот. И сите се убедени дека се под контрола. Но не контролираат ништо. Само за последиците ќе бидат свесни, но ќе биде малку доцна. Црвената линија во сообраќајот нема место за мобилен телефон. Не додека возиш велосипед, тротинет, мотор. Не додека преминуваш улица. Мобилниот може да почека, но животот нема да даде втора шанса. И да, може би некому 100 евра за казна звучи многу, а 430 уште повеќе. Но колку вреди човечкиот живот? Во денешно време мобилниот телефон стана нераскинлив дел од секојдневниот живот. Но кога зборуваме за безбедност во сообраќајот, нема место за допишување, разговори, гледање видеа на мобилниот или снимање. Секоја секунда невнимание може да значи живот или смрт за возачот, патниците или случајните минувачи. Иако многумина мислат дека само една порака не е ништо страшно, реалноста е дека токму тие неколку секунди се доволни за несреќа. Денес технологијата нуди решенија како hands-free, но дури и со овие уреди не е безбедно. Најважно е да се биде потполно присутен и ментално и физички додека си учесник во сообраќајот. Денес темата е како да се спречи користењето мобилен телефон во сообраќајот. Прашањето кое што можете да го одговорите како анкетно, можете да го најдете на Инстаграм, поточно на Инстаграм стори на профилот на Црвена линија, но паралелно се објавува и на профилот на Инстаграм на телевизија Телма. А денес на Инстаграм стори, еве како изгледаме. Прашањето е дали би поддржале строги казни како во Германија 100 евра или Холандија 430 евра. Две полиња, две опции за одговор. Да, не. Кликнете на вашиот одговор, ќе сумираме во проценти, ќе соопштиме конкретно ова издание. А сите ние на ваков или онаков начин сме активни учесници во сообраќајот. И верувам дека секој од вас, па дури и оние кои што досега никогаш не се вклучиле во контактна емисија, ќе се вклучите во ова денешно издание на Црвена линија и ќе ги дадете вашите одговори. 02307-005 е телефонскиот број до кој се доаѓа до нас. Тоа значи единствено ве замолувам на самиот почеток пред да започнеме со вас целосно и да го намалите тонот на ТВ приемникот. Јас и вие да зборуваме исклучиво преку слушалка. Па, ајде да ве слушнеме вас, верувам дека секој од нас користи мобилен на ваков или онаков начин, но секако користењето на мобилните телефони во рамки на
сообраќајот, односно дали сте возач, велосипедист, моторџија, пешак, воопшто не е ниту важно. Важно е да внимаваме, секоја секунда е драгоцена во сообраќајот, а мобилните и како знаат да го одвлечкаат вниманието, па дури и за таа една секунда. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас, во црвена линија сте. Ти не видите вака. Секој е учесник во сообраќајот. Почнувајќи од пешакот па се до професионалниот возач. Што се случува? Една работа. Додека возачот управува возилото стигнува до пешачкиот премин, го прегазува пола дел од пешачкиот премин, пешакот кој збори на телефон претрчува буквално пред возилото. Според вас еве како да се спречи користењето на мобилниот телефон во сообраќајот? Кој е најдобро? Само со превентива. Превентивата е најдобра опција. Да се викнат луѓето на едукација, кој што порано имаше во сообраќајна полиција, на настава, да се едуцираат и да се прибележат сите тие. Ако се повторува едниот исти, дека сето тоа го прави, да се санкционира. Прво, превенцијата е многу битна работа. Еве во однос на казните има исклучително високи казни, како 430 евра во Холандија или 100 евра во Германија. Сметате ли дека еве кај нас треба да се воведат високи казни? Да, јас сметам дека 100 евра треба да се воведат само за пешаците кои поминуваат на пешачки премин со мобилниот телефон кога разговараат или на слушалки, или оние што управуваат велосипеди, тие тротинети и ред други работи. Тоа се крајно опасно каде што возат и во спротивен правец во сообраќајот. Благодарам, драго ни е со вас и ја започнуваме оваа денешна црвена линија, поточно дискусијата со гледачите. Ќе повторам, секој од нас е на ваков или онаков начин учесник во сообраќајот. Црвена линија денес ве прашува како да се спречи користењето, односно употребата на мобилниот телефон во рамки на сообраќајот. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Како да се спречи употребата на мобилниот телефон во процес на сообраќајот? Возачите како прво возат со една рака, со десната на левата рака и е на ушето со мобилниот телефон. Значи, прво са они на удар, со казни, и тоа високи казни. Затоа што ако требало волано да се управува со една рака, ќе го направиле да се употребува со една рака, а не со две раци. Друго, пешаците кога поминуваат на пешачки премин, исто и они се занесени у мобилниот телефон. Сите читат пораки, сите се допишуваат и сите тоа го работат нон-стоп. Значи, кај нас не е потребно мобилниот телефон многу да се употребува, него треба да се стават многу високи казни за тие што го употребуваат мобилниот телефон кога се во процес на сообраќајот. Исто така, човечиот живот во Македонија не вреде ни 5 пари. 5 пари не вреде. Значи, уопште никој не го гајле дали некого ќе згазе, дали ќе осакате и што може да направи, уопште не се интересира. Затоа што казни нема. Нема. Тие казни се многу благи во споредба со тие што имат многу пари. Тоа е за ни и... Благодарам за учеството, за оно што го споделивте како ваши одговори со гледачите на црвена линија, но еве една напомена за сите останати, особено за оние кои што за прв пат ќе се јавите, да знаете дека 90 секунди се предвидени за едно јавување. Но тоа нека не биде обесхрабрување, туку напротив, можете и повторно да го завртите нашиот број за нови 90 секунди. Ќе продолжиме со гледачите во живо, а подосна ќе ве префрлам и на Facebook, каде секако ве очекуваме да пишувате коментари и да споделувате. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, јас се слушам одлично. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Вака, сметам дека треба, може би треба повеќе кампања, но без дебата, без казни ништо не правиме. Многу високи казни, буквално за сите, пешаците, возачите, велосипедистите, сите. Но, мислам дека мобилните телефони треба да стане се еден закон да не бидат присутни на работните места. Тие пречат во сите работни процеси. Во здравство, во банки, во се.
Сите сме сведоци и мислам дека околу тоа стварно добра тема наметнавте и тоа треба да биде навистина за размислување, бидејќи дефинитивно мобилниот телефон не обседна. Значи, телефонот воопшто не обседна сите, без исклучок, значи не да не се исклучуваме, никој не е поинаков. И сметам исто така дека ако почнува Safe City, ајде барем кајва се, а за наши по провинцијата не верувам и не знам кога тоа ќе биде, казните треба да бидат директно на адрес. Оти ако биди со Рајко, Трајко, кај нас се уште војче, стрина, баба, тета и тоа е така ќе биде. Ама сум за уште повисоки казни од оние во Холандија без оглед, што имаме многу помали примања од холандјаните, ама ние немаме дисциплина како холандјаните. Благодарам. И ние ви велиме благодарам што споделивте кои се вашите одговори на денешното прашање. Конкретни сме, Црвена линија ве прашува еве како да се спречи користењето на мобилните телефони во рамки на сообраќајот. Добар ден. Добар ден, поздрав од Рометина. Поздрав до вас, Рома. Еве, кај вас во вашето место се користи ли многу мобилен телефон при учество во сообраќај? Да, сите возачи науче држат телефонот. А тоа значи дека тој не гледа ништо, само тоа што зборува на телефон. И затоа се случуваат овие несреќи. Не треба да зборуваат тие на телефонот. Туку да гледат и со две раце да возят, а не со една рака. Ја имав сите врсти на коли. Јас сум возрастен човек. Тогаш немаше ни телефони, ама сега ова е многу лошо за народот. И треба да внимаваат овие возачи. И сега мислам, овие што возят, ни возачки немат положено. Испит возачки. И толку знае да возят тие. Не мислят на народот, само за нив да се прави ќеф. Ево, не знам да ви кажам вас или на друга програма, имат доблизу до моето село едно село до Ростајца. И пред да влезеш тука имат кривина. И овие за да се фалят, овие поразачодят, и баш на самата кривина ќе претисат и ќе паднат вендек. И многу се погинати тука. Нема култура народот сега. Никаква култура нема. Треба да се внимава. Возиш, не користи од телефонот. Застај не сакаш да го користиш. Ке подсетам, внимавајте тајмерот нели одбројува 90 секунди за едно јавување. Големо благодарам и вам за вашите одговори. И во продолжение ќе ве префрлам на Facebook. Црвена линија, заследете го нашиот профил, но и профилот на Телма телевизија. Како и секогаш секојдневно ги објавуваме темите и на двата зида на Facebook, така да пишувајте коментари, секако и тие се одговори кои што ќе ги читаме во рамки на ова денешно издание на Црвена линија меѓу вклучувањето на гледачите. Пристигна и првите коментари, но ќе продолжиме. Добра, ајде ќе почнеме и со овој на Трајче Соколовски, кој што еве што напиша на прашањето како да се спречи користењето на мобилен телефон во сообраќајот. Господинот Трајче напиша, преку 500 камери има во Загреб, плюс полиција во цивилни возила. Како кај нас може еве да се спречи употребата на мобилните телефони во рамки на сообраќајот? Добар ден. Ало? Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Повелете. Па видете вака. Да се спречи користење на мобилен телефон нема шанса. Тоа е се до свеста на човекот. Дали ќе го употребува, како ќе го употребува. Иначе, самата употреба на мобилниот телефон одзема големо внимание на тој што го употребува. Било пешак, било човек на велосипед, било човек на тротинет, било како, било пешак и на пешачки премин, и на шеталиште пешачко.
на шеталиште може да изгази некој дете, ќе му одземи внимание телефонот, некој детен се кристрча пред него, ќе го изгаси, ќе го повреди, за цел живот ќе го инвалидизира. Конкретно, на отворен пат, например, ако се јави некој, тогаш јас, имам практикувам телефонот да го клам на сувозачкото седиште, на мојато сувозачко седиште, евентуално некој ако ми се јави, ќе притисам, ќе видам, само ќе видам кој е тој што се јавува, ќе го исклучам и првото место за паркирање ќе паркирам, ако е нешто хитно, ќе се јавам. Благодарам што се јавивте во Црвена линија. Продолжете да не следите, а останатите продолжете се разбира да пишувате доколку така ви е полесно и коментари на Facebook, бидејќи тоа се одговори на денешното прашање кое што ќе ги читаме и ќе ги споделуваме со гледачите во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Поздрав до вас и поздрав до емисијата. Благодарам многу. И сега прво ќе спомнам вака. Кај нас во Македонија причините за сообраќајната незгода по која што има најчесто жртви, обично се кај возачите и возилот. А додека во Европската Унија, каде што културата во сообраќајот е на многу повисоко ниво, голем дел од причините за сообраќајните незгоди се патот и патната сигнализација. Сега, со оглед кај нас каква е инфраструктурата на патот, на отворени, на магистрални, регионални, автопатиштата и во градовите, можеме да кажеме дека ние сме на добро и завидно ниво. А што се однесува до користење на мобилен телефон за време на управување на возот, доколку инфраструктурата и платите ни се како во Европа, како Германија и Холандија, тогаш може да се зголемат и кај нас казни. Али пред се би дал јас првенство на превенцијата. Лесно може да се излезе на улиците да се казнат одредена група на граѓани, учесници, со тоа не се постигнува голема цел. Со оглед на времето, поздрав и пријатно. Благодарам за одговорите. Сега кога останете со нас, продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Здраво. Здраво, ќе морам малку повеќе погласно. Сега подобро е? Одлично, повелете. Види вака, што се однесува до мобилен телефон, ја пак ќе нагласам. Значи, системот на казнување е многу зезнат кај нас. Значи, систем на казнување треба процентуално да се казнува во висина од прекршокот или кривичното дело што ќе го направи. Значи, користење мобилен за мене е тежок прекршок. Кон кривично дело иде. Затоа што многу сум ги вишол кои воопшто не гледа напред. Или ќе те успори у возење затоа што нешто се занел пишувајќи таму титкајќи на тие мобилните, или ќе се префрли у твоја лента без да примети дека го направил тоа глупост. Еднако процентуалното казнување, значи према приходите што му доаѓаат у джеп. Значи ако јас имам, да речеме, 30.000 динари плат, ако оваа казна следи со, да речеме, 50% од плата, 50% да ми се земе од платата. Не 100 евра, 50 евра, 30 евра, за некој како Срđan Керин или некој таквите казни се смешни, ќе ги плюкне, ќе ги плати. Али за некој голема пара, вака на процент на влез у джеп. Значи тоа мора да се регулира, иначе по правило ја не користам мобилен додека возам. Поздрав. Благодарам за одговорите. И сега за учеството. Малку ќе ве префрлиме повторно на Facebook, ве охрабрувам, пишувајте таму коментари и тоа се одговори, ќе ги читаме секако меѓу вклучување гледачи, така да еве моментот доаѓа кога ќе го прочитаме и коментарот на господинот Јане Джанкарло Ристовски. Од 100 евра па нагоре казни.
Само казни, ништо друго. Само така може би ќе се освестиме. Црвена линија денес ве прашува како да се спречи појавата користење, и тоа интензивно, мора да признаеме, користење на мобилни телефони во рамки на собраќајот. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Да, добар ден. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Јас сум дома, не сум во црвена линија, ама добро се слушаме. Драго ми е. Да ви кажам вака, ова не е само наш македонски проблем, него ова е интернационален проблем на глобално ниво, светски проблем. И све е бизнис кој ќе видите, све се врти околу пара и бизнис. Ако сакаат, научниците ќе го решат ова за 5 минути. Ќе стават едно чипче во телефонот, едно чипче во колата на стартерот, влезе со мобилен натре во ауто, или во автомобил, или во мотано. Нема, брате, не стартуе кола, дали ме разбирате? А они напротив што прават? Они самите прават, самите коли монтираат и мобилни телефони, и 300 техники, дали разбирате? Само да му се одземе внимание на возачот. Од една страна сакаат да го спречат тоа, од друга страна го гледаат како бизнес. Дали ме разбирате? Ве слушаме. Значи ова нож со двеоштрици, затоа што видете сега вака, тука се работи за животни осигурања, врти бизнис на каско осигурања на аута. Огромна пара е во игра. Неќат да решат. Верувајте дека постои техника, тие што ги измислиле телефоните, тие можат да пикнат едно чипче и готово. Благодарам и вам што се вклучивте во оваа денешна црвена линија. Да слушнеме, еве, според останатите кои што ќе се вклучите, како можеме да го спречиме користењето на мобилните телефони во рамки на активното учество во собраќајот. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Одиме тогаш на Фейсбук, иако предност даваме на гледачите, најверојатно треба да бидете малку и потрпеливи, бидејќи имам чувство дека имаме некого на линија. Добар ден. Ете, добар ден. И убав ден. Убав ден и вам. Тоа што го прават не е убаво, возачите со телефонот во рака, на ушите што ставаат. Тоа е многу непријатно. Они сами си одат во ќорка. Не друг. Со тоа ќе се покажам дека сум јас, еве ја кој сум. Не е синко. Така и животот ќе си го изгубиме. Се додека ние не се вразумиме како што беше порано имаше телефони, имаше телевизори, немаше. И побаво се живееше. А сега, брате, ништо нема убаво. Само башибузуки сега. Толку имам пријатно. Благодарам многу. Кусино, доволно јасни. Да видиме што ќе кажете во следните минути кои што и предходат на црвена линија. Секој од нас, ќе повторам, сме активни учесници во собраќајот. Дали сме возачи, пешаци, како и да е, се зголемува дури и бројот на активни учесници, но и корисници на мобилните телефони, кои што мора да признаеме, знаат да го одвлечкаат вниманието и со тоа да направат огромен ризик во однос на безбедноста во собраќајот. Па еве да слушаме од вас како може да се спречи употребата на мобилните телефони во рамки на собраќајот. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. На линија сум? Да, ве слушаме, повелете. Евак. Сакам да кажем на лична моје видување. Минувам доаѓам на песачки премен. Го гледам джипот одгоре доаѓа со збори на мобилен. Збори на мобилен, ја минувам на пешачки. А бев со повредена нога. Ако не прескокнеш два пати, да поминам, готов бех да ме прегази на сам пешачки. И знаете што ми збори? Ми вели вака.
отвара го прозорот на джипот и вели извини, не ве видов. Имав многу голем късмет, како да кажем, имав многу голема среќа што... Според вас, како можеме да ги спречиме ваквите појави, каде и пешаците знаат нели да бидат исто неодговорни велосипедистите? Точно е, да, на пешачки многу се зборува, тоа нема зборови, него кај нас бар, не знам како е кај во другите држави, ама овде кај нас нема прегледност. Секој втори во автомобил. Значи, во автомобил кога вози, обовезно му е едната рака на воланот, другата му е на телефонот. Благодарам и ве што споделивте со гледачите и самите на што сте биле сведок како учесник во сообраќајот. Продолжуваме понатаму. Како најдобро може да се спречи активната употреба на мобилни телефони додека сме учесници во сообраќајот? Добар ден. Добар ден. Во линија сум. Да, и тоа во црвена линија. Овде Ајановски Ташо. Повелете, господине Саша. Многу лесно ова што. Вака, ние сите што сме учесници во сообраќајот, дал пешаци, точаци, мотори, све за мобилниот. Кога ќе се направи прекршок, човекот ќе биде фатен од полициски службеници, така? И сега, кога ќе биде фатен, дал направил прекршок или не, ќе плати 5000 евра и после тоа 10 години туркут затвор на работа, што викаат по старо, по турско, тургут. И да видиш, кога ќе се фати за телефон, исто како да се фатил на струја од 220 волти. Толку имам. Благодарам многу, господине Ајановски Сашо, и ВАП за учеството во црвена линија. Останете со нас, секако допрва уште многу гледачи. Верувам еве ќе споделат не само одговори, туку може би еве искуства и кое според вас најдоброто решение за да се нели спречи користењето на мобилни телефони додека сме активни во сообраќајот. Добар ден. Добар ден. Јас секогаш велам предност на гледачите во живо, за да нели не чекате предолго на линија, но бидете и трпеливи. Верувам дека со оваа тема предизвикавме и огромен интерес, така да еве секој од нас ке потсетам, навистина секојдневно сме активни во рамки на сообраќајот, дали сме как пешаци, дали сме возачи, велосипедисти, активно учествуваат и оние кои што возат тротинет, но и секојдневно многу активно користиме мобилни телефони, па како да се спречи нивната употреба активна во сообраќајот. Добар ден. Добар ден, Ало, дали се слушаме? Одлично, повелете. Се евам од Ресин. Добро, како е во Вака, јас околу ова интересна тема сакам да кажам неколку збора. Прво, секој што ќе се фати во прекршок ако мобилниот телефон бил вклучен со проверка на мобилниот телефон, треба, разбира, да се зголеми казната на одговорност во исто време тоа. Друго, сакам да кажам како е пример од Австралија. Таму има со мотори, со коли, сите што се богати, да можат да се движат кај сакаат, казните се секаде во светот према богативе се мали, и тие таму измислиле начин да го запрат возачов, ако не е на прва, на втора, на трета таму станица, да го запрат и возилово оди во полиција и оди на преса. Од една страна, разбираш, и возилото е неупотребливо и завршува во старо железо. И така измислиле луѓе во некој начин за може тоа во сообраќајот да се поправи. И друго, во кратко време да кажам уште нешто, опасно е сега со тротинети мали девојчина, деца низ Ресен, низ главна улица.
Ке ги поздравиме ресенчани преку вас, ке ви се заблагодариме за учеството и може би ве за прв пат и се вклучивте. Ако е така, драго ни е, веруваме ни и последен пат. Правилото во црвена линија, едно јавување трае 90 секунди, но повторно завртете го нашиот број. На 02307-005 да видиме какви одговори до прва ке следуваат од вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушам потпуно и сите гледачи што беа до сега се управо. Меѓутоа, прво и основно треба да се регулира кога ќе видите вие сообраќајна полиција со возило службено како разговара на телефон. Ве слушаме, продолжете. Тога и другите разговараат. Иначе, најубава казна е само парична казна. Од 100 до 500 евра. Дали е тоа возач или на пешачки премин, да има еднакви казни. Хвала, благодарам. Големо благодарам. Покуси од предвиденото, но сосема јасни. Ајде малку на Facebook, пристигаат многу коментари, драго ни е за тоа. Ќе продолжиме со коментарот на Василеон Александр Македонон. Малку подолг коментар, секако зошто да се спречи користењето на мобилен телефон. Во оваа денешница мобилниот телефон е неопходна потреба. Доколку има итна потреба, има начин телефонот да се користи бежично, со цел безбедно да се управува возилото. За казните. Највисоката казна за сообраќаен прекршок треба да е 10% од минималната плата, за да може секој сиромав што ќе биде казнет, бидејќи само тие и ќе бидат казнувани за пример, да може да ја платат казната. Со казни што се во висина од месечниот приход се врши тероризирање на народот од страна на институцијата, со што го приморал цел месец да гладува. Сите знаат, дури и банките присилно задржуваат само одреден дел од месечниот приход на должниците со цел да може човекот да преживее. Ако не знаат како, нека ги препишат законите од Словенија, Германија и Швајцарија. Благодарам, Василеон, и вам. Продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, црвена линија. Најверојатно, предизвикавме интерес и тоа ми е драго, но бидете малку трпеливи, од режија ќе ве превземат задолжително и намалете го целосно тонот на ТВ приемникот, за да немате чувство дека некој друг е вклучен наместо вас, да можеме добро да се слушнеме и така натаму. Добар ден. Добро, јас ќе си продолжам со коментарите, ќе ве охрабрам останатите еве кои што можеби нема да успеете или полесно вие преку коментар, продолжете со пишување. А кога сме кај коментарите, продолжуваме и со коментарот на госпоѓа Цветанка Стојановска. Еве што напиша: големи контроли и само да се донесе закон за одземање на мобилниот. Инаку на овој народ ни со големи парични казни не му доаѓа паметот. Кој разбра. Поздрав Тина, поздрав и до вас, госпоѓа Цветанка. Па еве, како може да се спречи користењето на мобилните телефони додека сме активни во сообраќајот? Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Секако повелете, ве слушаме. Благодарам. Така, ја прво ќе кажам дека сите со излегувањето од соцсвениот дом. Се слушаме? Да, продолжете. Значи, со излегувањето од дома, шум стапнеме на тротоар, на пешачка стаза, на пешачки премин, на недозволено место кај што да претрчаме, фактички сите сме учесници во сообраќајот, но едукација ни фали дека не треба да претрчуваме онома кај што нема пешачки премин. Меѓутоа, и кај што има пешачки премин, не значи ако е пешачки премин дека не треба да погледнеме лево или десно. Не значи дека не треба да видиме дали е зелено или црвено светлото, па да поминиме. Но за секој случај, мобилниот телефон, кога се движиме, значи, ако сакаме да дискутираме, ќе се тргнеме настрана од коловозните ленти, тротоари,
песачки стази и така натака, и ќе разговараме. Меѓутоа, ние сме недисциплинирани, значи неедуцирани. Некој треба да не, значи за сметка на тоа, дали треба да ни се држи предавање или што ќе биде, не знам, но секако сите оние кои што дискутираат во возењето, дали возило, дали тротинет, дали бицикла, мотор, секој ден, значи да биде строго казнет, тоа најстрога казна, значи испод 300 евра да не биде. Тогаш ќе имаме успех во, значи, мерката. Благодарам и вам за одговорите. Останете со нас. Добар ден. Ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Убав ден во црвена линија сте, еве повелете. Поздрав до водителката и поздрав до гледачите. Благодарам многу. Јас сум учесник во сообраќајот како пешак, меѓутоа мобилен телефон не користам на улица воопшто, ниту во градски превоз. Не се согласувам со коментарот што го прочитавте на Facebook, користење на бежичен телефон. Не е проблемот во тоа дали ќе биде користење со рака или бежичен. Проблемот е што концентрацијата се губи при разговор со телефонот. Телефонот е потреба точно, токму заради тоа, заради некој битен разговор, концентрацијата во сообраќајот ќе биде битно намалена. А инаку, освен казни, друг начин, тешко. Тешко. Јас имав втук од Западна Европа на гости, ќе одам тета сам ќе излезам сам. Внимавај, му реков, само кој чекај зелено на семафор, меѓутоа, додека не видиш дека сите возила во трите ленти се запреле, немој да тргнуваш. Ама како тета, така тоа не е можно. Тоа не е дозволено. Не е дозволено таму од каде што доаѓаш ти. Кај нас е дозволено. Во две ленти ќе застане возилото, во третата лента ќе те собере. Освен казни, друг начин нема. Благодарам за можноста да се произнесам и ви посакувам убав ден. Благодарам, драго ни е што ве имавме и секако за одговорите кои што ги споделивте со гледачите. Само уште еден коментар и преминуваме на резултатите од анкетата. Црни руки напиша: за овој народ само казни и удирање по джепот. После возачите се криви, самите сме сообраќајно некултурни. Бог нека ни е напомош, поздрав. Поздрав и до вас, црни руки, а сега останува секако да ги соопштиме и резултатите од анкетата. Она што сакам да ви напоменам, не заборавајте секако да користите можност да не заследите на социјалните медиуми. Ќе одиме со рекламите, па ќе одиме со анкетата, за да бидеме и ние технички подготвени, бидејќи имаше огромен интерес, па да се допресметаат сите ваши одговори на анкетата. По рекламите следуваат и резултатите. Дали би поддржале строги казни како во Германија 100 евра или Холандија 430 евра? Со да одговорија 95%, а со не одговорија само 5%. Благодарам и за ова издание на Црвена линија. Секако останете со Тилма за опасниот канцероген отпад од некогашен југохром и како и за депонијата во Јагуновце во продолжение во Да се кажеме со Горан Петревски.